Бездомни куќиња насекаде во градот. Граѓаните загрижени за нивната безбедност бараат од надлежните да преземат мерки. Од ветеринарно-сточарскиот центар во Куманово велат дека на годишно ниво се заловуваат од 130 до 150 куќиња, со што делумно успеваат да го намалат бројот на куќиња скитници, но додаваат овој проблем не се решава на овој начин. Според надлежните, основен проблем не се финансиите и екипите што заловуваат, туку несовесното однесување на собствениците. Апелираат до собствениците за одговорно чување на домашните миленици. Куќињата скитници масовно производство од несовесни стопанственици. Секаде во селата и во градот, каде што не може да се чуваат куќа, тоа се пушта на улица. И ваквиот закон како што е сега во моментов, закон за благосостојба, мислам дека е надминат, тој во едно време можда беше добар, меѓутоа сега не. Кога се проектираше законот 2007 година, сврхата на законот беше сите бездомни куќиња да се заловат на територија на Република Македонија, исто и во нашиот град, да се стерилизираат и да се вратат. Значи, паролата беше залови, стерилизира и врати, што се пренесе и на самиот закон за благосостојба. Цел тоа го работеше Агенцијата за храна, ветеринарната комора, како еден експерт од Англија, со цел да нема уништување на ниедно бездомно куќе. Меѓутоа, во цивилизираните земји тоа покаже ефекат. Беше цел значи сите куќиња да се вратат и колку е нивниот живот од 5 до 12-15 години по стерилизација, да си живеат, да не се уништуваат, тие не се агресивни и тие тука ќе останат. Со тој начин на стерилизација и на кастрација и враќање нема да уништуваме животни, меѓутоа нема да има проблем на општината. Меѓутоа кога би биле само тие куќиња, меѓутоа секоја година колку се кастрира, дупло повеќе се пушта од неодговорните собственици овие куќи. И затоа овој закон не покажа никаков ефекат во неговото действување. За ветеринарите важни се ригорозни мерки против неодговорните собственици, формирање на така наречена ветеринарна полиција, чести контроли на инспекторите, но важно е да се чипираат куќињата. Според податоците со кои што располага Пешевски, на ниво на државата има околу 180 до 220.000 регистрирани куќиња. Ригорозни мерки, што значи тоа? Треба од државата да формира некој специјално тело како што има на запад, во колку сигурно може да го тоа копираме. На запад има Animal Police или ветеринарна полиција, каде што секој ветеринарен инспектор или овластен од државата, не ние како ветеринари, него ветеринарни инспектори, ќе може во секое време да направи легитимација на секој кутре, во двор, во село, било каде на улица, со што ќе се намали тој број на бездомни куќиња. И треба да направиме еден напор да ги чипираме сите куќиња во Република Македонија. Во моментов, како поголемо ветеринарно друштво и предпријатие кој заловува во повеќе општини, активно учествувам со ветеринарната комора во предлози за правење на нов системски закон. Во тој поглед, на 29.11 имаме закажана тркалезна маса, заедно ветераните прифатишта кои заловуваат куќиња, заедно преку ветераната комора се разбира, локалната самоуправа, представниците од сите локални самоуправи, како и представници од невладините организации во Скопје, ќе имаме состанок, отворена тркалезна маса, каде што сите проблеми сакаме да ги изнесеме, да ги наведеме, да може да биде да најде некое поадекватно решение за решавањето на овој проблем. Можам да кажам дека голем дел од тие каснувања се нестварни каснувања. Секој е честно на кој не дај Боже човекот да биде каснато животно, тоа е за секоја осуда од моја страна како ветеринар, меѓутоа сите оние куќиња што се на улица, што се со маркица, со ушна маркица, каде видлива ушна маркица, имаат чип. Сите тие се социализирани, тие се проверени од нас, сите се тие добри, ниедно не од тие агресивни. Значи, или луѓето злоупотребуваат тие такви маркирани животни, ги малтретираат, па тоа се одмаздува во самоодбрана, или
постои тоа дека има и некои агресивни куќи, меѓутоа тоа многу мал број. Од ветеринарно-сточарскиот центар потсетуваа дека заловените и вратените кучиња на терен се социјализирани и не напаѓаат.